Ревизорите утврдиле повеќе проблеми во работењето на Агенцијата за управување со одземен имот. Проблемите вклучуваат несоодветно чување на одземените предмети и моторни возила, недостаток на евиденција за локацијата на одредени предмети и слабости во спроведувањето на пописот. Преку годините, агенцијата не уплатила целосни средства во државниот буџет, со заостанување од 445 милиони денари. Постојат и недостатоци во документацијата за исплата на плати и други надоместоци, како и неусогласености во сметководствените записи. Исто така, се утврдени слабости во постапките за набавка, што довело до набавка на стоки без спроведување на соодветни процедури. Сточарите од Пелагонискиот регион се жалат на ниската откупна цена на јагнињата од околу 210 денари по килограм и на неисплатените субвенции за 2024 година. Тие бараат укинување на мерката која ги обврзува да испорачаат 50% од јагнињата на кланичарите, што, според нив, води до тоа јагнињата да бидат постари и многу од нив да останат непродадени. Сточарите исто така бараат исплата на субвенциите за минатата година. Според Кирил Стефановски, сточар од Пелагониско, околу 70% од јагнињата во Пелагонија се прерасени и неоткупени. Откупот на јагнињата ќе продолжи уште 10 дена. По завршувањето на 7-дневната жалост за трагедијата во Кочани, извршителот Андреја Буневски го стави на продажба трговскиот центар Соравија во Скопје, поради долг од 930.000 евра кон првата бугарска инвестициска банка. Почетната цена за објектот е 22,4 милиони евра. Со центарот е поврзан Идрин Ахмети, внук на лидерот на ДУИ, кој поседува 39% од акциите. Јавното обвинителство води истрага за оваа продажба, која е поврзана со долгот и нејасните околности на купувањето. Компаниите што го управуваат центарот имаат и други долгови, вклучувајќи долг кон управата за јавни приходи од околу 2 милиони евра. Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека Унгарија, како демократска држава која се почитува себе си и се управува според владењето на правото, ќе го напушти меѓународниот кривичен суд. Тој на пресконференција со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху во Будимпешта нагласи дека меѓународниот кривичен суд во последните години станал политички суд и повеќе не е непристрасен суд заснован на правила. Орбан додаде дека тоа било јасно во одлуките на меѓународниот кривичен суд во врска со Израел. Канцеларијата на главниот инспектор на Пентагон започна истрага за користењето на јавната апликација за пораки Сигнал од страна на американскиот министер за одбрана Пит Хексет за координација на воздушните напади против јеменските бунтовници Хути, започнати на 15 март. Истражувањето има за цел да утврди дали министерот и другите службеници во Министерството за одбрана ги почитувале прописите за користење јавни апликации за службени комуникации и дали се почитувани правилата за класификација и чување документи. Големите езера во Северна Америка, кои се составени од 5 главни езера – Супериор, Мичиген, Хјурон, Ири и Онтарио, се најголемата група на сладководни езера на светот и содржат 20% од глобалните залихи на вода за пиење. Оваа група езера зафаќа повеќе од 245.000 квадратни километри и има околу 35.000 острови. Супериор е најголемото езеро со површина поголема од кое било друго сладководно езеро, а неговото крајбрежје изнесува околу 4.500 километри. Големите езера се познати и по своите тајни, вклучувајќи над 6.000 бродски урнатини на дното. Многу од нив се зачувани добро благодарение на ниските температури и недостатокот на кислород. Најпознатото подводно подрачје е крајбрежјето на езерото Супериор, каде што се наоѓаат многу потонати бродови, а на канадската страна на езерото Хјурон има многу историски остатоци од бродови кои привлекуваат нуркачи. Езерото Хјурон е исто така домакин на националниот морски парк Фатом 5, кој има 20 историски бродоломи, додека на американската страна на езерото Хјурон се наоѓа познатото алејата на бродоломи со 70 бродови. Некои бродови, како Вашингтон, најдени во езерото Онтарио, се најстариот зачуван трговски брод пронајден во големите езера.